Мими, ти посакувам добри дојде во новиот проект Кафе Муабети за гламур и ти благодарам што одвои денес време да бидеш наш гост. Ви благодарам и на вас на поканата, особено чест ми е што сум тука заедно со вас. Би сакала да започнеме со твојот нов проект, Те сакам, да ни кажеш нешто малку повеќе за проектот, како дојде до овој производ, со кого соработуваше, кој е одговорен за текстот, музиката, спотот, значи целокупниот проект. Песната Те сакам ја напиша Роберт Билбилов, целокупно е негова песна. Спотот го снимаше Даниел Јовески, кој што долго време соработувам веќе со него и глобала сите спотови ми се со него снимани. За мојот изглед се погрижи Милена Пупи, Делард и Стефан за косата. Навистина ми е огромна чест што соработував со нив. Пред се ми е особено чест што соработував со Роберт. Навистина со Роберт ми е прва соработка и сега веќе спремаме многу други проекти. Навистина добро ни тргна, како да кажам. Песната Те сакам е Нико се видовме со Роберт, јас му кажав отприлика што сакам, каква да е песната. Тој само го спои тоа што јас го носам во себе. Значи, тоа е навистина Те сакам, приказ чиста емоција, чиста љубов. Иако тој ја напиша песната, нели, како да кажам, емоцијата ја носам јас со човекот кој што ми е најголема поддршка и навистина ми е многу драго што луѓето ја слушаат и се пронаоѓаат во песната. Какви се за сега коментарите, значи што ти кажуваат луѓето за песната? Некои позитивни критики, негативно нешто ако има? Позитивни се, до сега немам прочитано негативен коментар. Се надам дека така и ќе остане. Се гледа дека навистина е испеана со емоција и некако ова можам да кажам дека ми е една од омилените песни што до сега сум ја испеала. Можеме да забележиме и преку твојот видеозапис дека навистина Мими 100% се има дадено во реализацијата на видеозаписот, а секако и на вокалните способности што ги поседуваш. Мими, од колку години почна да се занимаваш со музика? Па јас уште од многу мало, уште кога знам за себе, јас свирав виолина прво. Имам завршено нижо виолина. Потоа првиот настап ми беше на 10 годишна возраст во Даре Джамбас. Имаше концерт на Жаклина Узунова. Јас бев тогаш како маскота, така ме викаа тогаш. И 10 годишна возраст ми беше тоа. Потоа имав некој се пријавив во Велес, имаше како талент да се освоив таму 3-то место и потоа се запишав музичко, во Штип завршив, изворно пеење и ете до ден денес јас многу се сакам музиката, со музика сум растена, од музичка фамилија сум. Прадедо ми уште свирел на армоника, мајка ми исто и татка ми имаат нижо виолина завршено, баба ми исто пееше, така да од музичка фамилија сум и сите сме поврзани. Но и покрај тоа уште од мала, нели, што ете се занимаваш со музика и целото твое семејство е, нели, музичко, некако после настапот на Звездите на Грант, тогаш некако се дозна за Мими. Да, точно ли е тоа? Да, и така. И луѓето до ден денес така ме препознаваат и особено ми е драго што е така. Навистина Звезда Гранда ми донесе многу и многу ме научи и многу ми донесе. Јас не сакав да се пријавам на Звезда Гранда, тоа беше како мајка ми, ајде, ќе те пријавиме на Звезда Гранда, како шала беше тоа. И навистина ме пријавила и мене ми се јавија една недела пред аудицијата, како за една недела вие сте на аудиција во Канал 5. И јас викам, навистина ме пријавила, нема врска. Јас сум среќна и сум и благодарна за тоа што стварно она да не ме пријавеше, јас немаше да сум. Мислам, ова нескромно звучи, ама навистина така ме препознаваат покрај Звезда Гранда. И посебно вториот круг само песма знае и ако сгрешам нека изгора.
Кажи ми, Джинан Лончаревич ти беше Ментор ми беше Джина Лончаревич. задоволна беше од неговото менторство тогаш? Да, премногу премногу сум задоволна и навистина е огромна чест моја да работам со него. Јас бев до 6-ти круг во Звезда Гранда. Навистина многу поминавме, како да кажам, за многу спремања, имав прилика да го запознам, додам кај него во студио и навистина едно прекрасно искуство, пак ќе кажам. Кој коментар од жирито најмногу ти значи од оваа перспектива сега и која изведба така според тебе најемотивно ја донесена? Па вториот круг ми беше исто, ви кажав, како најдобар за мене. Јас искрено немав некои очекувања, затоа што јас песната не ја ни знаев кога отидов во Србија, имав спремено, значи, други песни и беше тоа поп. И случајно се најдов во студио со Ана Бекута и она самата како не ти за вакви песни, мислам, добро го пееш, ама некако ти ми лежиш повеќе за народно. И така и настана да јас да пеам народно на вториот круг. Вториот круг ми беше најдобар и последниот, пред да испаднам. Исто и тој многу си го сакам, некако многу емоција и мислам дадов максимум од себе и многу ми значи. Коментар? Па сите коментари во глобала беа добри, беа убави коментари. Можеби можам да го издвојам коментарот на Марија, на Марија Шерифовиќ, на Вики исто некој коментар. Да, и Вики, сите. Мислам, јас сум немала, фала на Бога, негативни коментари. Сите тие биле позитивни и можеби сум имала, ама јас не сум го сватила така. Јас секогаш ги сваќам работите као ти си тука, они се таму за тебе да те ценуваат, немаш потреба да се навредуваш, така да сите тие што се таму знаат како треба и знаат. И исто многу сум научила и од нив. Веќе 2,5 години ми е мајка, меѓутоа првен ќе те прашам за твоето запознавање со твојот сопруг. Како се случи моментот да се поврзете емотивно, дали се сеќаваш кој бил тој момент, бидејќи и тој е нели дел од естрадата? Ние се запознавме на еден настап каде што они свираат со својот брат, а јас пеев. Ама една година, значи, мислам, ние си пишувавме, ама немаше ништа. А после една година некако се пронајдовме самите, не знам, Господ не спои. И ете, до ден денес трае, скоро 8 години сме заедно. Како те запроси? Па ме запроси на интересен начин, после свадба. Бевме на настап во Велес и он планирал да биде тоа покрај езерото кај нас на Велешко езеро, но имаше таа вечер беше многу ладно и имаше многу силен ветар. И промена на планот, да повора дома кај него. Навистина беше прекрасно и накитено и направено. Бидејќи сте и двајцата, како што кажав, нели, музичари, колку е тоа предност, а колку е мана? Навистина е голем предизвик да работиш со сопругот, но и е прекрасно чувство за тоа што имаш позади грб кој што те штити, што е тука во било кое време. И навистина јас уживам во тоа. Навистина уживам и фала му на Бога што е така, што сме заедно. А што е потребно пак за да нели биде бракот успешен и да трае? Бидејќи во како да кажам, последниве години некако се почесто слушаме како се разведуваат, како некои бракови завршуваат. Што е тоа што кај вас го прави бракот да биде добар, да ве врзува и да се почитувате и да се разбирате, нели, и да функционирате како што треба? Па за еден брак јас мислам дека е клучно да функционира успешно пред се почита, довербата и во глобала тоа е, почита и довербата. Љубовта ја имаш, мислам, таа не држи сите.
Меѓутоа да не е љубовта па присутна? Не знам, ако не би основата. постоела љубовта, не би биле заедно. Мислам, довербата и почитта е клучно некако за мене. Колку знае сопругот да ти скритикува понекогаш во однос себе и на некоја изведба и кога се снима песна, дали е секогаш присутен и кога се снима спот, дали е во се вклучено она што Мими го работи? Да, во се е вклучен Филип. Ме критикува често, заради тоа што он е постар, секако има доста работи поминато повеќе од мене и секако јас не се лутам, јас сум му благодарна. Понекогаш знам да избубнам, ама глобала после тоа си размислувам и се викам као стрпи се, трпение, он е постар, мораш да... Мислам, не е многу постар, ама сакам да кажам, има многу поголемо искуство од мене. И секогаш е вклучен во секој проект, значи и сега и на снимањето, и на спотот беше, и на снимањето на песната, секаде е со мене. Секаде, он е мојата најголема поддршка. Мими многу млада стана мајка, едно прекрасно синче. Колку тебе те промени мајчинството? Која беше Мими пред, а која е Мими сега, после, од кога Ева го доби синчето и веќе 2,5 години има, да е здраво и живо? Многу е сладко. Благодарам да ви се враќаат само убавини и на секој му посакувам да ја почувствува таа убавина, затоа што таа е незаменлива. Тоа не се купува, тоа мораш да го доживееш. Навистина е прекрасно чувство, а ме смени многу. Можам да кажам дека сум посмирена. Имам трпение повеќе. Навистина тоа е на таква љубов што јас не можам да ја опишам. Никола е навистина прекрасно детенце. Сам секоја мајка ќе си го каже тоа за своето дете, ама навистина е така. Малце е така понемирен, ама тоа се е нормално, тоа е дете. Сега е во тие години кај што сака се го интересира, покажува љубов кон музиката, сака да свири, сака да пее. И благодарна сум многу. Имаше скоро ставено стори како лежите во кревет и како ја пее всушност баш новата песна. Тука забележав дека навистина има нешто околу музиката некоја. Сега веќе цела песна ја пее. Уште на почетокот кога ја направивме со Роберт песната, кога стигнав дома му ја пуштив и ете го веќе цел месец, да, така, цел месец ја пее по дома. Никаде ќе му текне сам, си ја почнува. Колку Мими е вешта во куња, готвиш ли, бидејќи нели знаеме дека и имате повеќе обврски и така натаму, си вешта во куња? Да, многу сакам да готвам, посебно за Никола. Он ми е малце приберлив, како да кажам, во храна. Многу сака такви чорби, манџи, такви работи. И со добра организација, јас мислам дека се можеш да постигнеш. Секогаш имам време и за дома. Ако треба да одам негде на работа, ќе го спремам пред време. И навистина, мене ме исполнува тоа, уживам и у тоа. Значи имаше еден момент кога кажа дека многу ти е тешко бидејќи твојата мајка не е со тебе, не живеете тука заедно, таа е надвор или во странство и онаа песна Мајка која што ја имаше изведено, некако исто ја изнесе многу емотивно, најверојатно поради тоа. Па да ни кажеш малку повеќе за мајката, колку често се гледате, каде се твоите, бидејќи кажам дека не се тука. Да, песната Мајка е навистина многу тешка песна и додека ја пеев, значи јас плачев. Многу ми беше тешко затоа што си го мислам многу е тешко да живееш раздвоен од својата мајка, мислам она е тука, ама пак не е, она е блиску, значи со авион за 2 сати си таму, ама сепак пак некако ми е многу тешко што не е тука. Ти не сакаше таму да живееш?
Па јас пробав да живеам таму, но навистина некако не се пронајдов во таму, некако не знам. Тука сум се научена, јас бев четврта, трета средно, така нешто. И пробав да живеам таму, но некако било судена да сум тука. Ти не достига мајката? Секако. Доаѓа често она, знае да не изненади. И ние често одиме таму, се гледаме, се дружиме. И како што кажав, и ти и сопругот сте професионални музичари, а исто така и детето си бара многу внимание, па како успеваш сите овие обврски кои што ти се секојдневно и со музиката, нели, со снимања, па некогаш и надвор, нели, да се отиде на некои концерти, како успеваш се да усогласиш? Тешко ли е да се усогласат работите? Со добра организација се постигнува се. Јас сум благодарна што има кој да ни го чува. Тука е на Филип мајка му и навистина тешко е, но сепак тоа што ние што работиме сепак е за него, за нас. Ними се заработува добро во народната музика, се живее добро, бидејќи некои колеги велат дека на нашата фолк сцена малку е, како да кажам, како да стагнира продукцијата. Што е твоето мислење? Какво е твоето мислење? Па јас мислам дека добро се заработува. Сепак сега не знам колку им се, која е цената кај нив. Ние навистина се држиме ниво кај што не одиме под тоа, не настапуваме и навистина добро се заработува. До сега немаш дует снимено, но кога би имала прилика да бираш, еве да кажеме Дамјан Стојановски или Спасен Силјановски, со кого би снимила? Кој ти е вака поблизок во изведба според возраст и така натаму? Кој ти е тебе близок? Па со Дамјан, дефинитивно. Мислам, и Спасен го следам, ја почитувам нели неговите песни, ги слушаме неговите песни. Кој ти е вака пак некој идол кога си била како дете? Од кого вака си учела или си, како да кажам, си купувала некои работи во однос на пеењето? Сум слушала ја доста изведувачи. Сум учела од сите. Тоа што ми се свиѓало и што сум можела нели да го испеам, сум учела од сите. И од страна на Балканот, и кај нас тука. Навистина имаме многу добри вокали, и женски, и машки. И сум учела од сите нешта. Премногу убаво изгледаш. Многу си мила, многу си сладка, се негуваш постојано. Внимаваш ли на исхрана, како се одржуваш во топ форма и психолошки, и физички, и надворешна убавина? Благодарам. Па секако се негувам како секоја жена. Пазам на исхрана, се вежбам, се хранам здраво и среќна сум. Тоа не е битно. Сега нели секој артист си замислува како ќе му се одвива неговата кариера, нели иднината. Каде се гледаш ти за 10 години од сега? Па за 10 години се надевам дека ќе направам добри песни, албуми и ќе имам некој свој концерт. Но пред се да сум жива и здрава, јас навистина работам и допрва ми почнува мене моето време. За 10 години би сакала, не знам, некој концерт можеби. Веќе почна и твоите колеги да прават концерти, тоа многу ме радува. И се надевам дека еве сите полека ќе се охрабрувате да имате концерти. Се со цел нели целиот оној труд кој што го вложувате да ви се врати нели како бенефит на вашата заложба и на вашата работа како артисти. Ова е некако можеби клише прашање, меѓутоа
ајде во последно време често се спомнува дека нели повеќе доаѓаат од страна надвор, па ги плаќаат повеќе нашите артисти, не се колку еве вас лично како група, како артисти ве покануваат на такви некои манифестации кои што ги организираат нашите, што се нели овие луѓе од делот, дали од локалната самоуправа, од општините или Па навистина ние дека работиме само свадби, ние немаме кога да настапиме. сте забатени. Да, и навистина нема кога да одиме да настапиме на пребукирано е и фалимо на Бога што е така и се надевам дека ќе можеме некогаш ако не повикаат нормално дека би отишло. Мими, некако како за крај, би сакала да те прашам кои се твоите идни планови. Кажа дека ќе имаш почесто соработка сега со Роберт Билбилов. Дали остануваш на тоа? Секако, останувам. Во јануари сега ќе објавам уште една песна, веќе е сниман спотот. Песната се вика Заборави. Таа е малце подраматична, е посилна, некој друг стил е, но верувам дека многу мина ќе се пронајдат во песната. Спотот е сниман веќе одамна, само сега во јануари ќе ја објавам. Ти посакувам успех и нели и за песната Новата сакам. Се надевам дека ќе помине одлично и како што кажа веќе и ти има позитивни коментари, а те посакувам успех и на она што ќе излезе што ја најаваш во јануари. И воопшто ти посакувам успех во целата твоја кариера, како што кажа, па еве за 10 години да те видиме и на концерт, па и да те посетиме и да слушнеме што Мими ќе има да покаже за целата онаа работа нели која што ја имаш на тој твој концерт. И се надевам да биде и поскоро, не мора да чекаш. Дај Боже, се во свое време. Фала ви уште еднаш и на вас за поканата. Многу ми беше мило. Се направивме добар муавет и да се гледаме само за убаво. Ти благодарам и на тебе и ти посакувам уште еднаш само успеси. Благодарам.